за сега нашата болница се справува со ситуацијата со COVID болните. Потешките пациенти се сместуваат на инфективното оделение како лежачки пациенти, а додека полесните пациенти одат во модуларната болница и примаат терапија на дневна основа. Останатите пациенти кои што имаат минимални или скоро никакви пациенти се третираат дома. Во секој случај сите пациенти се згрижени. Така, докаде е процесот на инсталацијата на кислород? Значи, процесот на инсталацијата на кислород на централниот довод на гасови е завршен во инфективната болница и сега се прават напори за да може да се заврши и оној последен чекор што треба да се заврши за да може да се пушти во употреба тој дел. Еден апел до граѓаните. Како и на кој начин да пристапуваат? Па би ги замолила сите граѓани, значи доколку не мораат да не доаѓаат на преглед, значи само доколку е хитна состојбата, чисто за да не се доведат во ситуација да прават собери на повеќе луѓе и непотребно да се доведе до зголемување на заразата. Да се почитуваат мерките кои што ги препорача Министерството за здравство во секој случај, тоа е тоа што и јас би го препорачала, а за се друго да се консултираат со матичниот лекар. Само доколку матичниот лекар или лекарот од брза помош смета дека не можат да ги завршат тие работи, да бидат упатени регуларно кај лекарот специјалист во болницата. Во моментот сите ресурси се насочени кон пациентите со COVID. Предпоставам дека веќе утре ќе ја знаеме финалната бројка за околу вакцинирањето на Тоа секој лекар си одговара дали сака или не сака, значи не можеме никој на сила да натераме и за претходните 2 вакцини беа прашувани целокупниот персонал, така да тоа е оставено на самите нив.